Поштовани речи, тренинг го продолжува серијалот на разговори со градоначалниците во Северна Македонија. Мој следен соговорник е градоначалникот од Битола, од општина Битола, доктор Тони Коњановски. Добро дојдовте, ви благодарам што дојдовте директно од Битола. Господин Коњановски, колку жители во моментот има Битола и дали е запрен тој процес на депопулација во градот? Според пред се благодарам на поканата, на вашата ценета емисија, на вашиот медиум, кој навистина доста пратен и гледан. Чест ми е да учествувам во вашава емисија. Битола е еден од градовите во кој се лоцира, кој се апострофира како град со најголем одлив. И таа бројка од 95 на прошлиот, 95.000 прошлиот и нешто повеќе или помалку, сега е на 85.000. Така, лоцирана како еден од градовите во кој најмногу е депопулацијата. Тоа не е нешто невообичаено, имајќи предвид дека Битола е и традиционално иселенички крај. Битола, Преспа, Преспанско-Пелагонискиот регион. Меѓутоа, на што разговаравме со вас пред малку, структурата на оние кои заменуваат е са нешто поинаква, заменуваат млади луѓе, заменуваат образовани луѓе, високо едуцирани луѓе кои оваа цела ситуација не им погодува а младите се и такви. Значи, не може да го чекаат ова темпо кое споро се движи, нашиот пат према Европа и брзат. Претежно се иселуваат во Западна Европа. Целиот тој регион Преспанско-Битолски е познат по тој процес на емигрирање, особено пред неколку години тренд беше да се замине во Австралија. Дали ниту отворањето на индустриската слободна зона, привлекувањето на странски инвестиции, не ги предомисли, особено младите квалификувани кадри, да останат во Битола? Индустријската зона Жабен е еден од успешните проекти, успешна приказна во Битола. Од 2013 година, за жал, досега нешто друго и скоро да не сме виделе. Тоа е огромен потенцијал за вработување на битолчани, не само од битолчани, него од регионот, со максималната бројка која имаше пред овој ковид бран, пред ковид пандемијава, со некои 6700 достигна бројка, за сега да е 5100 од прилика. Меѓутоа, со најави дека повторно некои од тие погони, повторно од автомобилската индустрија, ќе започнат со работа, така да е еден од главните мотори на вработувањето во Битола. Тука е рек Битола секако, традиционално со некои 3000 и скоро и 500. Не само тоа, Кромберг и Шуберт вработува и голем околу неа потенцијал на фирми со кои се соработува, кои имаат бенефит од таа соработка. Преку 3,5 милиони евра месечно по основ на придонеси и плати се влеваат во битолското, пелагониското или преспанското стопанство, зашто тие луѓе тука и трошат. Може ли во градот на струјата да снема струја или да нема струја? Видете, како со оваа енергетска и економска криза, Битола доста осети во делот на делувањето и на локалната самоуправа и на сите други субјекти. Големите стопанственици во Битола мачат да ги подмират тие нараснати високи цени на електричната енергија, кои се голем импут во нивниот производ. Меѓутоа, да, знаете како, зелената агенда на која сега е и цели Европа, барањето нови алтернативни извори се можеби иднината на тој регион, макар да, велам, треба дебело и длабоко да се размисли што понатаму, како ќе оди таа трансформација во таа зелена енергија, зашто рек Битола е навистина потенцијал кој врзува огромен број вработени околу фирми кои гравитираат околу рек Битола. Евидентно е галопирачкиот раст на цената на енергенсите. Каква е моменталната состојба на општинската каса? Она што знаме дека вашиот претходник ја оставил во релативно добра кондиција. Добро, да.
состојбата однос на тој дел е, можем да кажем, ајде стабилна. Редовно се подмируваат и побарувањата и на граѓаните и доспеаните обврски. Редовно ги сервисира општина Битола, барем за сега. Меѓутоа, импутот, велам, на електричната енергија ќе направи голем дисбаланс во работењето не само на општина Битола, а тек за останатите помали општини или задолжени општини кои постојат. Ние за тоа, знаете, секојдневно преку ЗЕЛС реагиравме. Еве еден пример, значи општина Битола, ако до сега издвојувала, значи минатогодишната септемвриска сметка била околу 1.800.000 денари на месечно ниво, тука се значи осветлувањето, градското осветлувањето, објектите сите кои ги поседува општина Битола без образованието. Сега е таа цена, последната фактура која ја потпиша беше на 8.800.000 денари. Кога ја споменувате владата, што очекувате како градоначалници, не само вие, туку и вашите колеги од владата? Дотации или донации? За да ги санирате на некој начин? Субвенционирање на делот, велам, уличното осветлување, делот на јавните предпријатија, например јавното предпријатие, јавното комунално предпријатие Водовод има огромни, двете сметки беа 16 милиони денари за пумпните станици кои испумпуваат вода, значи мора да се најде некаков начин на, дали ќе е тоа субвенционирање, начин да се ублажи овај удар. Велам, школската година е во полнек. Како е еколошката состојба во градот на конзулите, пред се поради рек Битола? Загадувањето е рак рана на сите во Македонија и тоа генерално се решава со големи капитални инвестиции во делот на гасификација и топлификација. Рек Битола е стара приказна, не е ништо ново. Ние инсистиравме на поставување и како советник во изминатата гарнитура на електростатски филтри кои беа ветени. Рек е тоа што може да го направи, рек екзистира таму и тука нема бегање во овој момент. Меѓутоа, гасификација, топлификација на ниво на Македонија се проекти кои треба секако да се форсираат. Тие беа запоставени изминативе 4 години. Во делот на екологијата е големиот проект на прочистителна станица која Битола требаше да ја добие со капитална една инвестиција од 30 милиони евра преку европските фондови, за која бевме и опоменати дека е заден момент е да се таа или реализира активност која беше, велам, замрена изминатите 4 години. Сега е по фаза на распишување на тендерска документација, тоа оди преку Министерство за финанси, евалуација од наша страна. Представници на општина Битола ќе учествуваат во евалуацијата на тој проект и негде, здравие Боже, почетокот на година да се отпочне. Тоа ќе е големо градилиште. Дали градоначалниците, сите досегашни, па и вклучувајќи вас, сте зависни од одредени бизнис групации кои се поврзани со рек Битола? Нашето мото на почетокот е ние дојдовме да работиме, а не да заработиме. И како професија, и како со бизнис структурите, не може ништо да ме поврзе, освен отворената врата за сите оние кои сакаат да работат. И затоа со таа намера сме да го почнеме и генералниот урбанистички план, во кој многу работи веќе ќе ја дадеме една слика на Битола, каква очекуваме да ја видиме во наредниве 10 барем години. Како би изгледала Битола по завршувањето на вашиот прв мандат, со надежда дека можеби ќе бидете кандидати за втор мандат? Видите, како велат, прво да скокнеме па да кажеме оп. Наше е да работиме, се нафатив нова одговорна, тешка работа, голема доверба на граѓаните беше искажана за оваа опција и за, ајде да кажам, представникот, за градоначалникот на оваа опција, репрезентот. Ќе настојувам она што го работев порано и името, ликот, довербата која имам кај граѓаните да ја задржам и понатаму. Достапност и отвореност е основата на се. Вие не можете да се затворите само во кабинетот, вие мора да комуницирате со граѓаните. Тие тоа го бараат да ги кажат своите маки, своите проблеми. Во таа насока имавме и отворени денови за граѓаните, направивме доста идеи се слеа.
нивни побарувања, меѓутоа и навистина суштествени проблеми кои досега немале каде да ги пласира. Така да не размислувам толку долгорочно, актуелно е сега она што се. Тони Коњановски, што беше предизвикот за вас како епидемиолог да се кандидирате и да бидете градоначалник на една од најголемите општини во државава? Па видете, повторно ќе Или речем. можеби тренд беше, бидејќи изборите коинцидира и со пикот на пандемијата, па многумина велеа дека докторите се најомилени или имаат најголема поддршка кај граѓаните. Па можеби вашата партија матична ВМРО-ДПМН играше на опцијата на сигурен победник, а тоа е доктор Тони Коњановски. Па видите, кој беше мотивот? Ви кажав, долго сум во политиката, меѓутоа не сум одел со амбиции дека нешто мора да се биде. Мотивот е да се помогне на државата во овие тешки моменти. Во разговор со помладите, со младата генерација, почнувајќи од моите деца, кои се тука до сите останати, им кажувам, мора да го избереме најдоброто. Мораме да ги потикнеме младите. Мораме да прво да овозможиме ние по старата генерација да овозможиме услови за нивно устанување и работење тука. Мора да им дадеме мотив, мора да бидеме ликот, светлиот пример кој тие ќе го пратат. Мораме да оставиме нешто, мораме да се подметнеме, мора да подметнеме рамо. Доста е седење лагодно, како да кажам, во својата фотелја и да кажувате како нешто не чини, како нешто не функционира. Запрегнете ги ракавите и повелете да работиме. Затоа велам, и во општината вратата на сите е отворена, јавната администрација има полна слобода во делот на работењето, тоа го веќе го видоа, меѓутоа работат сите. Мора да работат сите. Политичка опција не е битна на работното место. Попладне може да работат што сакаат. Меѓутоа во текот на работниот период сите мора да се ангажирани за она што народот ги плаќа. Платите се вистина, ајде да кажам мали, меѓутоа оној кој сака поголема може слободно да каже дека не е задоволен од тоа што го работи, да побара работа на друго место. Меѓутоа за тоа што сме платени сите мораме дебело да го одработиме. На крајот постои ли опасност урбаната мафија да го окупира Пелистер? Не. Не. Видете, Пелистер е во душата, името Пелистер прво е во душата на сите битолчани. Почнувајќи од спортот до завршувајќи со туризмот. Вчера бевме на утакмица, заедно навивавме сите, за жал не успеавме да одиме понатаму. Меѓутоа, во однос на туризмот, за жал постои една, знаете како, од една страна сакаме да направиме многу за Пелистер, од друга страна Пелистер си го чуваме како нешто наше, тој е национален парк и таму не се дава или можностите да се инвестира се многу мали. Сега, постојат во подпелистерието региони во кои треба тие плански документи, значи детални урбанистички планови да се доведат, локални, за да се направи некаков ред во на сето безредие и дивоградби кои веќе почнуваат да никнува затоа што општината не била способна да направи детален урбанистички план во делот. Да, ингеренциите во општината се во делот на инфраструктурата, во делот на прочистителни станици, прочистителна станица, водоводи и така натаму во тие подпелистерски села кои се навистина прекрасни. За поголем зафат од делот на никој не се ни обидува тоа да го вети на големи комплекси, скијачки центри и така натаму, тоа е навистина тешко некој да го вети, тука треба навистина и странски капитал и нешто посериозно, макар да Пелистер има големи потенцијали. Ние се уште го користиме за планинарење, за пешачење, скиење, меѓутоа сето е тоа во границите на она што за сега постои. Благодарам за издвоеното време. Благодарам и вас на поканата. Поштовани речи, тоа беше доктор Тони Коњановски, градоначалник на Битола.